денеска е Меѓународен ден на мајчиниот јазик, ден кој што се одбележува во сите земји. Прогласен е на 30-та седница на Генералната конференција на УНЕСКО во 1999 година, именувајќи го 21 февруари ден на кој се одржани драматични протести за бенгалскиот јазик. Во 2000 година овој датум е промовиран како ден на лингвистичка и културна разновидност и повеќе јазичност. Според статистичките податоци, во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на јазиците, особено во американскиот и австралискиот континент. Во светот денес зборуваат околу 6500 јазици, а на околу половина им се заканува исчезнување во многу делови од светот. Моја денешна соговорничка и наша гостинка во утринската програма на Македонската телевизија е директорката на Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков, Елена Јованова Груевска. Добро утро, како сте? Добро утро, благодарам добро. Ви благодарам што дојдовте денеска заедно да го прославиме Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, би рекле веќе традиционално во Институтот за македонски јазик. Тоа и сакав да го кажам, покрај тоа што во текот на целата година се грижите за заштита, за промовирање и за изучување во научен аспект на македонскиот јазик, години нанасад го одбележувате и Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Што ќе се случува денеска во институтот? Убаво кажавте, значи со оглед на тоа што Институтот за македонски јазик еве 70 години, секојдневно го проучува македонскиот јазик на сите рамништа, на сите нивоа, современ македонски јазик, историја, диалектологија, ономастика, на македонска ономастика. Значи, ние на 21 февруари сакаме да му покажеме на светот дека освен што си го сакаме и го почитуваме македонскиот јазик и го проучуваме, ние ги сакаме и ги почитуваме и сите јазици во светот. Ако македонскиот јазик е признаен од сите во светот како јазик на еден народ, на македонскиот народ, и ние всушност на овој начин покажуваме дека и ние ги признаваме сите јазици што се зборуваат, независно дали се литературни, дали се стандардни, дали се регионални и така натаму. Денеска во Институтот за македонски јазик ни гостуваат ученици од основните и од средните училишта за значењето на мајчиниот јазик, на денот на мајчиниот јазик и воопшто за значењето на мајчините јазици. Своје излагање ќе има колешката Лидија Тантуровска од Институтот за македонски јазик, меѓутоа ќе се обрати и министерката за култура и ректорот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а потоа ученици од основните и од средните училишта во Скопје ќе зборуваат прво за Крсте Мисирков, затоа што книгата за македонските работи годинава прави 120 години од своето излегување во 1903 година. Потоа годинава е јубилеј за институтот, 70 години Институт за македонски јазик. Значи првиот блок ни е посветен на Крсте Мисирков. Така. Ама треба да ги споменеме и другите јубилеи. Така? Така. Меѓутоа, ние сме пред спомен собата на Крсте Петков Мисирков и на крајот секој кој што сака, верувам дека ќе може да ја посети спомен собата. Така е. Вториот дел ни е посветен на 100 години од раѓањето на Ацо Шопов. Македонија, УНЕСКО и светот годинава одбележуваат 100 години од раѓањето на нашиот поет Ацо Шопов, признат книжевник кај нас и во светот, препеан на многу јазици. Учениците овдека денеска ќе ја кажуваат поезијата на Шопов на повеќе јазици. Некои од нив ќе бидат нивни мајчини јазици, некои што ги учат на училиште и така натаму. И се разбира Шопов на македонски. И на крајот сите млади таленти што пишуваат поезија на својот мајчин јазик ќе можат да се представат со своите лични творби овдека. И на тој начин всушност ќе го заокружиме одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Убаво одбележување, секогаш се приклучувате кон убав е јубилеот за одбележувањето на нашиот познат писател Ацо Шопов. Меѓутоа споменавте дека годинава и јас
така и го кажав така кажа во најавата дека во текот на целата година ќе се посветите на Крсте Петков Мисирков, на постоењето на институтот, имате доста манифестации. Ова го кажувам од аспект дека се грижите за македонскиот, нашиот мајчин јазик, каде што навистина го промовирате низ сите манифестации кои што се во ваша надлежност, кои што ги организирате. Сакам да ве прашам, на денот на одбележувањето на мајчините јазици, македонскиот јазик спаѓа во групата на помалите јазици. На помали, но не загрозени би рекла. Не загрозени, веднаш ме прочитавте како што би сакала да ве прашам. Сигурно ќе сака и јавноста тоа да го знае, дека нашиот македонски јазик не е загрозен. Знаете, најзагрозени се јазиците што не се кодифицирани. Блаже Конески и лингвистите од времето на завршувањето на Втората светска војна и средината на 20. век си ја завршиле својата историска улога. Помогнале, ја направиле конечната кодификација на македонскиот јазик како официјален јазик во тогаш создадената македонска држава. На првото заседание на АСНОМ, потоа и на второто заседание на АСНОМ. Затоа, македонскиот јазик си има своја литература, си има своји весници, списанија, медиумски куќи, меѓу кои македонската радиотелевизија, како јавен сервис. Значи, се негува 70 и 80 години, речиси, се негува македонскиот јазик, се учи во училиштата и затоа ќе речеме македонскиот јазик е мал, но почитуван во светот. Затоа ќе речеме, се доказ Рациновите средби, Струшките вечери на поезијата, Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Отворените денови на институтот, така е, за македонски јазик, затоа и се наоѓаме, меѓу другото, пред спомен собата на Крсте Мисирков, затоа што сите овие 70 години нам Крсте Мисирков ни е инспирација и водич за тоа како треба да се сака мајчиниот јазик, да се почитува, да се проучува, и да се следи и развојот на јазикот, меѓутоа и да се процени што ќе биде, кои ќе бидат идните развојни правци на македонскиот јазик. Да, меѓутоа, нели, македонскиот јазик имаме говорители во светот. Имаме. Така да, значи, како велат, до каде ќе допре гласот, до таму е јазикот. Има Блаже Конески една многу убава реченица. Јазикот е мојата единствена целосна татковина. Значи, каде и да проговориме на македонски, таму е нашата татковина во истиот момент. Затоа што затоа што мајчиниот јазик е синоним за татковина, за припадност, значи, со луѓето со кои што ќе проговориме на македонски јазик, ние таму, всушност, си ја создаваме нашата татковина, си ја пренесуваме Македонија на секаде ни светот, таму каде што се наоѓаме. И затоа се многу битни нашите гостувања во светот, проучувањата, негувањето на македонскиот јазик, препевот на македонските песни и на другите јазици, но и на авторите од светот на македонски јазик. Сосема на крај би го искористила вашето присуство, бидејќи неколку пати кажавме дека ова е ваша година на јубилеј. Можеме ли нешто да откриеме во јавноста? Како се подготвувате? Верувам дека ќе поканите многу лингвисти од светот. Значи, за гледачите на македонската телевизија со задоволство, ќе кажеме, затоа што вие не следите сите овие години, ни ги следите активностите. Значи, цела година ќе ги одбележуваме нашите јубилеи. Веќе имавме една промоција, еве го денес денот на мајчиниот јазик, Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, потоа за денот на македонскиот јазик 5 мај имаме конференција, значи годинава Благоја Корубин ќе се случува токму на 4 и 5 мај и на тој начин ние ќе го одбележиме и денот на македонскиот јазик.
26-та година, како 27 Убаво година, морам да, истакнам. Затоа што Благоја Корубин е еден од најголемите проучувачи и поддржувачи на македонскиот јазик. Потоа главните манифестации околу јубилеот ни се во рамките на отворените денови, што ќе се случуваат од 26 до 30 јуни, овде во Институтот за македонски јазик, меѓутоа и надвор, секако ние секогаш одиме низ државата за да го слушнат нашите странски гости, нашите лингвисти, да го слушнат изворниот македонски јазик во некаква дијалектна пројава, онаму каде што ќе отидеме. Да. Ви благодарам за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Верувам дека се ова што го кажавте ќе го исполните, така го правите тоа. Секогаш сте транспарентни како институт и организирате на вистина манифестации каде што можат да се буквално проследат многу лингвисти, наши домашни научни. Еве сега уште нешто ќе ви најавам. Значи, излегуваат свески, меѓутоа годинава ќе го обзнамниме вториот том од речникот на црковнословенскиот јазик со македонска редакција и тука до крајот на годината очекуваме да излезе со поддршка од Министерството за култура книгата за словенизмите кај другите балкански народи и јазици од Мито Аргировски, наш почитуван колега, 90 и нешто години, меѓутоа со крепка мисла, така што годинава очекуваме една богата издавачка дејност и секако ве очекуваме на промоциите. Тоа ќе останат во трајни пишани белези, што е особено важно. Штеднаш ви благодарам за гостувањето во утринската програма. Ви благодарам и јас.